ова издание, председателот на САД Доналд Трамп верува дека неговата декларација за воредна состојба ќе помине во Врховниот суд. И Бугарија го ратификуваше пристапниот протокол за НАТО. Спикерот Талат Џафери со порака од Софија. Нов зелен договор во Конгресот на САД. Амбициозна, но контроверзна програма за заштита на животната средина. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон, ова е ТВ журналот Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. А еве ги вестите од САД. Председателот Доналд Трамп тврди дека има апсолутно право да прогласи воредна состојба за да го изгради зидот на границата со Мексико, без Конгресот да одобри пари за тоа. При неговото објавување на воредната состојба, Трамп рече дека очекува првично да ги изгуби правните битки во пониските судови, но оти ќе победи во Врховниот суд. Сојузните држави тврдат дека декларацијата е нелегална и противуставна и од им штети на нивните граѓани, бидејќи предвидува да се земат пари од програмите за превенција од дрога, проекти за војската и од други владини агенции. Трговските преговори со Кина се одвиваат во добра насока. Истакна председателот Трамп, откако неделава во Вашингтон, продолжија разговорите за царинските тарифи во трговската размена меѓу двете земји. Според Трамп нема магичен датум кога треба да биде постигнат договор. Сепак рокот што тој го постави за покачување на царинските тарифи за кинеските производи е 1 март, а ќе стартува доколку преговарачките страни не изнајдат меѓусебна согласност. Ако не биде постигнат договор, царините за кинеските производи што влегуваат во САД ќе бидат покачени за 25%. А на една недела пред вториот самит на Доналд Трамп и Ким Јонг Ун во Виетнам, нивните фризури веќе се прават во фризерските салони во главниот град. 66 годишен поддржувач на Трамп помина повеќе од 1 час во бојадисување на неговата природно црна коса во портокалова. Гија Хуи пак, кој има 9 години и го носи прекарот Ун, поради неговата сличност со лидерот на Северна Кореја, исто така ја направи неговата фризура. Стилистите велат дека десетици клиенти сакаат да ги направат фризурите како на двајцата лидери, но дека Ким е попопуларен. Пристапниот протокол за НАТО денес беше ратификуван во парламентот во Бугарија, каде присуствуваше и спикерот Талат Џафери. Ниту еден од присутните пратеници не гласаше против, а на дебатата беа пратени и пораки до македонските власти дека треба да водат сметка за правата на граѓаните кои се чувствуваат како бугари. Владимир Мирчевски има повеќе. Собранието на Бугарија на денешната сесија со 139 гласа за го ратификуваше протоколот за пристапување на Северна Македонија во НАТО. На седницата на парламентот во Софија присуствуваше и спикерот Талат Џафери. После толку години чекање пред вратите на НАТО за нас станува реалност. Убеден сум дека имањето на Република Бугарија покрај нас е силна гаранција дека и ние како земја, меѓутоа и целиот регион на Западен Балкан, ќе се развиваме и напредуваме во вистинскиот правец. Ниту еден од присутните пратеници не гласаше против или беше воздржан. На дебатата беа пратени и пораки дека македонските власти треба да водат сметка за правата на граѓаните што се чувствуваат како бугари. Со денешната ратификација ја покажавме решеноста на Бугарија да продолжи да ги решава проблемите во регионот и да се грижи за колективната безбедност. Господине Џафери, ви посакувам успех во не многу лесната задача да постигнете консензус и диалог во вашето општество. Џафери се сретни со бугарскиот премиер Борисов, која поздрави денешната ратификација. Парламентот го ратификуваше протоколот за Северна Македонија. Вложивме многу напори и би сакал да му се заблагодарам на парламентот и на пратениците. Со денешната ратификација во Софија сите три соседи членки на Алијансата, Грција, Албанија и Бугарија го потврдија приемот на Македонија во НАТО, чекор што се оствари со потпишувањето и имплементирањето на Преспанскиот договор зимето. На оваа спогодба и претходеше договорот за добрососедство со Бугарија, кој пак овозможи силна поддршка од официјална Софија за евроатлантските процеси. Но се уште остануваат чувствителни прашања меѓу двете земји, пред се во делот на толкувањето на историјата, за кој вчера и денеска во Скопје дебатираше мешовитата македонско-бугарска експертска комисија за историски и образовни прашања. За гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски. Конгресменката Александрија Кортес и сенаторот Ед Марки промовира нов зелен договор. Многумина го гледаат како амбициозна, но контроверзна програма за трансформација на производство на енергија. Стив Барагона за ова.
Само неколку недели откако ја преземаа контролата во представничкиот дом, демократите се насочија кон климатските промени. Климатските промени и еколошките предизвици се едни од најголемите екзистенцијални закани по начинот на живот. За да се справиме, мора да бидеме колку што е можно поамбициозни и иновативни во изнаоѓањето решение. Конгресменката Кортес и сенаторот Марки го промовира новиот зелен договор. Кога зборуваме за новиот зелен договор, зборуваме за работни места и правда, за најголема програма за отворање работни места во период од една генерација. Програмата има за цел за 10 години да го реформира целиот енергетски систем со големо проширување на обновливите извори на енергија, програмите за ефикасност и возила кои не загадуваат. Со планот се намалува испуштање на издувни гасови во земјоделството, ке се зголеми површината на шумите. Но предлогот не кажува како, а не е ни прецизирано како ќе се платат програмите. Трамп го нарече преголема владина контрола. Сака да ви го одземат автомобилот, да ја намалат вредноста на вашиот дом, да остават милиони американци без работа. Треба да потрошиме стотици трилиони долари и да не заборавиме, ниту една друга земја освен нас нема да го стори тоа. Во Републиканскиот сенат е мала веројатноста да биде усвоена мерката. Критичарите ја напаѓаат и пошироката цел на предлогот, како здравствената заштита, работните места, домувањето. Сепак некои демократски председателски кандидати го прифаќаат. Меѓу нив Камала Харис, Елизабет Ворен, Кирстен Гилибранд. Некои членови на Демократската партија го нарекуваат нереален. Спикерката на представничкиот дом Ненси Пелоси го нарече зелен сон. Тоа не и пречи на Окасио-Корте. Се работи за зелен сон, како и претходните големи американски програми, почнаа со визија за иднината. И додека демократите се подготвуваат за претседателските избори 2020, ековизијата е за некоја блиска или далечна иднина. А многумина експерти велат дека и градовите може да бидат одлично место за заштита на загрозени видови животни и птици. Елизабет Лини пренесува такви примери од Лос Анџелес. Што е заедничко за овие папагали и желки? Многу од нив се потомци на миленичиња кои емигрирале во оваа урбана џунгла. Јужна Калифорнија не е нивната родна земја. Еве како звучат надвор. Тие несетивки птици. Урсула Хајс е професорка на УКЛА Институтот за околина и одржливост. Како голем љубител на птици, откако спасила неколку, продолжила да се грижи за нив. Потекнуваат од североисточниот дел на Мексико, каде што сега се загрозен вид. Воопшто не се тивки, затоа кога не можам да ги слушнам, знам дека нешто не е во ред. Овие црвеноглави папагали веќе се вообичаен дел од локалното опкружување. Веќе се натурализирани жители на Калифорнија. И желките со црвени уши, по потекло од централниот дел на САД, се прилагодиле тука и напредувале. Заради успешната приказна на желките и папагалите, некои експерти велат дека во Лос Анџелес може да им се помага на загрозените видови. Нешто како зоолошка, но уште подобро. Вака и желките и папагалите живеат на начин на кој би требало да живеат, само сега тоа е на друго место. Изградивме големи згради, простор со многу бетон. Воведовме поинаква вегетација и тоа доведе до намалување на биолошката разновидност, бидејќи нашите живеалишта не се гостопримливи за многу видови. Но од друга страна создадовме и нови еколошки видови живеалишта. Професорот Шафер сепак вели дека внимателно ќе треба да се изберат недомородните видови, со цел да не ја загрозат постоечката популација на животни и птици во градот и околината. Секогаш постои таква опасност. Вистинското прашање е како да ја намалиме таа опасност со најдобри научни еколошки практики, за да ги идентификуваме видовите што ќе напредуваат во градовите, а не надвородни. Шафер вели дека многу треба да се внимава да не се наруши биолошката разновидност во градот. И со оваа вест се одјавуваме. Гледајте ни утре повторно. Пријатно.